прскање. На англиски сквиртинг. На овој диалект овако, наш некој джвркање. Сексуално физиолошки термин, поим, кој што означува кога кај жената се лачи огромна течност во уретрата, како последица на сексуална огромна надразба и способност кај жената совршено добро да се опушти при допир на Г точката, така што доаѓа до обилно исфрлање на течноста, оваа уретрарната течност, значи од овој кажи го бешикава и така натаму. Сквиртингот нема врска со женската ејакулација, тоа се две различни термини. Женската ејакулација е нешто друго на течност за подмачкување, која што жената понекогаш не мора ни да излезе надвор, него а ова сквиртингот е онака джвркање. И тоа ако мажите тоа многу го сакат, и сега ако маж има среќа да има нели секс со таква женска личност која што совршено добро се опушта при допир на Г точката и која што лесно доживува сексуална екстаза, мажите го едноставно се воодушевени и го сакаат тоа. Но има тоа тука една мана, може да кажеме да толку има жени свака им част некои што исфрлаат, што може да исфрлаат толку многу течно што може да си мора да земеш гума за пливање, перај, и така натаму, како би успел да се спасиш. Има и позитивни работи, можеш например да пренамениш местото кај што го правите тоа со жена која што има една таква способност да се пренамени во олимписки басен. Но генерално е важно што тоа ако се станува многу лизгаво и тука почнува уствари мојата приказна за сквиртингот или лизгавиот терен, кај што е многу тешко да се движиш во едни такви околности. Рецимо, инаку да го оставиме нели сегова, како вовет мал го направив, секоја чест на тие жени, голема овој како да кажам благослов за тие мужи што овакво ќе се соочат ќе дојдат во контакт, комбинација или имаат партнерка која што нели толку може брзо да доживува сексуални екстази, на таков начин да ја исфрла ова уретрарната течност, како и да ја наречам, нема везе. Муабетов ми е дека, вака малце споредби пошироки правам за да сликовито за да сватите, да кажеме на колку лизгав терен се наоѓа господинот Венко. Например, кога ќе каже сега и вака пред локалниве избори, често го гледаме, ќе излезат, ќе се појави од време на време, ќе излезе, вика, ние како партија ќе го вратиме достоинството на граѓаните на, како и да нарекуваат оваа земја, они ќе го врателе достоинството, кога ќе кажат некоја таква реплика и одма имаш сквиртинг, лизгав терен, луѓе се лизгаат, паѓаат, нема уживање. Само паѓаат. Лизгав теренот. СДС, која ќе употреби збор достоинство, тоа некако не се компатибилни тие зборови. Пошто почнавме со сексуални овие компарации, тоа исто да ќе кажеш курва девица, да кажем. Или чесен крадец. С достоинство СДС не иде. Се поништуваат еден со друг тие два термини. Не може да општаат еден до друг. Лизгав им терен. Сквиртинг! А каков сквиртинг? Им правя со Бугарија. Леле. Нема да го забораваме тоа никогаш, кога се упрашање мислам ова реченицава да го вратиме, никој ќе го вратиме достоинството. Да. За нив треба зборот достоинство за СДС треба да биде забранет за употреба во јавен говор или било каде. Тие не треба едноставно веќе да имаат сеќавање на тој збор достоинство. Како само се прашувам да кажеме некоја сила невозможна, некоја поголема и од Господ, некоја таква, поима немам, ги врати на власт утре. Баш сакам да ги прашам
што не постои таква сила, ни Господ не може да ги врати на власт, ама еве да кажеме некој, замислете тоа во најболната фантазија, СДС некој го враќа на власт. Сакам да ги прашам, конкретно еве, пошто кај нас многу често приметувам у последниве години упразно се зборат зборовите. Значи ќе се каже нешто и не се да објаснува. Еве спомнавте ќе вратите достоинството, Филипче, кажи ми на какво достоинство мислиш, а? Веројатно не мислеше на националното достоинство, пошто ве гледам уште немате проблем со тоа што сте распродале идентитетот на држава и македонскиот народ. Немате проблем. Уште тврдите дека договорот со Грција е феноменален, а договорот со Бугарија е добар, али бугарите погрешно малку го интерпретирале. Сега малце ретериравте тоа тој поглед. Не знам да објасните или да не мислевте можда на стандардот, на економскиот стандард на на джебот на граѓаните. Не, пошто прашувам затоа што баш у време на короната почна дивљачката инфлација, а вие бевте на власт. И памтам дека и тогаш јадев говна, као што јадам говна и последниот период, дека храната стана прескупа. Па не ми текнуе дека некој тогаш од вас многу се загрижи што јадевме гомна, дека рипнаа цените за преку 100% време на корона. Не ми текнуе нешто дека било кој од вас изреагира кога ги натиравте луѓето да купуваат маски против корона овие по 25 денари. Не ми текнуе дека нешто правевте проблем кога овие кажи ги за прајање тестови, како се викаат овие амбулантиве и така натаму, не знам како се викаат, се не ми текне зборот рано са бајле, ја глуп рано са бајле. Не ми текне дека некогаш нешто им поставивте некој услов да не ги плячкаат граѓаните со тие испитувањата, тестовите за корона, со цениве по болнициве за болниве, нешто кога плаќа енормни суми на пари у приватниве болни. Не ми текнуе и ова поново по скандалот што го објави оној лекарот дека со години наназад по болнициве се отварале пациенти без да има потреба да се врши хируршки зафат на нив само за да им се излечат пари. За да стај куќа стан под хипотека. Ја познам такви примери. Синови за татковци, за мајки ставаа станови под хипотека, за да може мајкава не во мој термин, него преку ред или таткова да се оперира, пошто раков јебига не чека 8 месеци на мој термин. Јебига мора порано да го оперира. Раков нема време толку за чекање. Или шо и да е. Станови дава под хипотека или продава разни работи за да може мајка му, татко му или некој поблизок дете мете да го однесе на опер. Па не чувнеш уште дека нешто овој Венко се произнесе по тие сериозни обвинувања на неговиот колега од друга, мислам, област на медицината. Не го чув уште дека нешто излезе да каже нешто уврска со тоа. Знам, не знам, сум начул, сум видел, не сум видел, сум правил, не сум правил. Ма јебига, па тоа веројатно затоа што се СДС еден феномен, партија која што е страшно поштена и страшно достоинствена и страшно морална кога не е на власт. Дојде на власт. Пупу не важи ништо таа брада. Сквиртинг! Ајмо се лизгати, ајмо пливати с перајма. Сквиртинг! Ете, тоа уврска со достоинството. Ја да ви кажам, гледам сега се вжиштува атмосферава пред локални избори, да ви кажам нешто, ова ќе бидат едни од најдосадните локални избори, барем што се однесе до исходот. Затоа и често не ги коментирам, затоа што ВМРО ДПМН со сите оние критики што ги доби во јавноста за некои грешки што ги направи, ВМРО ќе однесе, за кои што се свесни, морам да признам, и за кои што морам да признам дека се чувствуваат одговорни и знаат дека понатака ќе мораат да внимаваат и ќе мораат многу појако да притиснат одредени работи од држава да се следат и покрај некои грешки што ги направи, ВМРО ќе однесе убедлива победа на локалниве избори. Поготово во Скопје, Орце. Исто размислав, си викам, зошто му се па на Скопје 25 градоначалника, тропам нормално бројкава, нема толку општини. Ја мислам дека Скопје за да се исправи вистински на нозе му треба само еден градоначалник и тој да биде одговорен за све и сите конци да бидат во негови раце и тој
да биде единствениот што ќе излезе на одшет. Вака, знаете како, јас сум еден, имам одредени ингеренции, има други општини, тамо се прави кој што сака, како сака, а онова се тресе у ладна вода. Но ја мислам дека ова моје сањарење не знам дали воопшто никогаш ќе се оствари. Има овака, но тоа е моје мислење дека Скопје па и некои други градови едноставно како што е нели у другиве градови треба да има само еден градоначалник. Значи ова ќе бидат најдосадните избори во поглед на исходот на резултатот. Она што ќе ги снајде СДС на овие локални избори, па и останатите кандидати од другите партии, ќе биде споредливо, што знам, со Хирошима и Нагасаки ќе може да се спореди со, да не употребам некои други страшни места на човековата суровост, локации на човековиот садизам, на човековата глупост, ако сакате. Но за да спореди, за напред на таква споредба, понекогаш ние се посегаме и по такви компарации. Оно што ќе остане после овие локални избори за СДС ќе биде пустина. Ќе треба уште сами да се погребаат. Само не знам кој ќе фрли последната лопата, ја не ја фрлам, да ви кажам. Што се однесе до мене, ни последната лопата нема. Никем ништо да имам, како да ви кажам, никаков доброс. Но се јеби, ќе се најде некој веројатно. Така што ВМРО ДПМН е свесно и за овој исход, нели? Со тоа што стварно треба да продолжат и многу појако. И да ви кажам една работа, без разлика на све, ВМРО у моментов единствената сила у Македонија која што може да заведе некаков ред, со сите грешки, со сите ваши критики што ги трпи и што до некаде, нели, и убаво што ги слушна од вас, но исто така се самите свесни дека тие работи во иднина не смеа да се повторуваат и што најважно имаат сила, имаат моќ, у нивни раце се лостовите на власта и нормално желбата да се воведе конечно ред за многу нешта и убеден сум дека ВМРО тоа ќе го направи не само во овој мандат, туку и во оној што ќе следи после тоа, но останува да видиме, да се надеваме, затоа што и друга сила у моментов во држава реално да бидеме, не постои кој што ги има капацитетите на ВМРО за да смени нешто радикално на подобро во Македонија. Исто така и ова со локалниве која више зборам не разбирам, зашто окей, тоа е дел од демократија, си има и независни кандидати, ова на јас навистина немам ништо против, луѓето се пријавиле, но па и додуше мене ми беше понудено дури од две помали така партии да се кандидирам за градоначалник на Скопје, замислете. Не сум саркастичен, не сум ироничен. Јас сум благодарен што некој се сетил на мене, ми понудил една таква работа, но значи нешто гледал у мене, некоја сила, моќ да анимирам луѓе, да влијам, но реално гледано јас сум човек што барем за ова е лесно проценливо, тие причини не прифатив да влезам во една таква работа, затоа што да бидам кандидат за градоначалник на Скопје, некој така на некој листи поддржан од помала партија, појма немам како, затоа што навистина мислам освоив некој глас, добро, тоа е факат, ама реално е ситуацијата таква да заторцество една таква машинерија, една таква логистика, невозможно да се победи практично. А јас одна пред загубени борби, која немам причина, немам потреба и не да влегувам. Мислам дека ќе се сложите со мене. Затоа истото го мислам и за овие другиве кандидативе за градоначалници од сите помали партии што се вика. Едноставно, ако ме борбата некое советничко место некаде, окей, знаеш. Но генерално како да ви кажам, добро, нивни проблем. Јас во такви битки јалови ниту сакам, ниту се замислувам да влезам, па после тоа да се спрда со мене пола овако.
социјални мрежи, да ова, дона, не, мање више, ај тоа, ќе се спрдат, него едноставно не. Ситуацијата е таква да е невозможно да се победи Орце во град Скопје, мислам, тоа е сулуда работа, мислам, ќе однесе убедлива победа, тоа на сите им е јасно. За оваа кандидатот за градоначалник на СДС истото важи дека, но тие мораат да кандидираат некого затоа што нели им треба удел некаков и у таа власт и некако да си докажат дека уште мрдат, иако еве ја им кажувам секој луѓе, вие не мрдат, вие само имате вашата душа СДС-овска оддамна е у некоја е преселена во царството на душите. Ама вие тоа не го знаете, вие уште имате некое сеќавање, ова Лешов што вие сега вака што го гледаме, има уште некое сеќавање на некогашната душа социјалдемократска која што го напуштило одамна тоа тело. И вие уште мислите уствари ради тоа тие траги на некогашната, на тоа сеќавање што го имате рефлексно, ќе ви престане после извесно време, ќе немате никакво сеќавање, значи баш ќе бидете тиби дус мртви, ама додека уште го имате тоа сеќавање на душата, сега вака да ви објаснам малце мистички преселба на душите вие уште уствари мислите дека сте живи, а уствари сте умрени. Вие само себе уште се перцепирате ради тоа сеќавање на душата дека сте живи, а уствари сте тиби дус мртви. Значи нема рамна линија, значи прави она ЕКГ-то, како се вика, за мерење на отчекувањето на срцето. Така да, и само би ве замолил, за во иднина, СДС, само останете умрени. Ова се душа ваша ќе се преселува, тоа нели преселба на душите, реинкарнација. Али не верувам дека некогаш ќе се врати во некоја партија у Македонија и таа партија нели ќе стане социјалдемократ, пошто душава ви била социјалдемократска што ве напуштила. Ме разбирате? Не верувам дека ќе се врати во политичка партија, дека ќе се реинкарнира. Може ќе се реинкарнира у некој, појма немам, у некоја грмушка трн, немам појма. У некој мунгос. Негде ќе се пресели и ќе добиете социјалдемократска грмушка, социјалдемократски мунгос. Демократско Гојдо. Мислам, Гојдо ако се пресели. Сега некој следна преселба, следен жив. Така да не го тупам, тоа е тоа. Значи, која више сте на лизгав терен, многу, осева се од нешто на СД, значи сквертинг, лизгав сквертинг. А немате парај, немате гума, а тоа прави сквертинг. Немате ни мускули за пливање. Немате спасувачи, значи нема кој да ве спаси. Господ кренал одамна раце од вас. Значи кога сте на таков лизгав терен, сквертинг, без перај, без овие мускули, без гума за пливање, без спасувач, без никој никаде ништо на овој свет. Ќе се удајте. Поздрав до сите. Нормално ова со сквертингот според баба, немој некој тука да каже нешто, жениве сега нешто со тоа. Не, ја напротив, кажав, благо на тој маж, блазеси му, кој што нели имал искуство едно такво, со таква жена, или кој што има таква партнерка, само цепај мажу или дечко или кој да си, али не запорај, нели, перај. Се гледаме, чао. Идам на проба, почнавме нова представа Куршуми на Бродвеј, Вуди Ален, драмски театар, Ненад Витанов режија, 18 октомври треба као да биде премиера, така договоривме. Комедија ќе биде. Играм некој мафијаш тамо, што влага у театар и почиње да им режира, да им менја текст. Оно што сум ја. Чао.